Благодарам, председателе. Согласно членот 83 од Деловникот за работа на Собранието, предлагам денешната 75-та пленарна седница да се дополни со предлог на закон за измена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Имено во членот 31 од законот предвидена е обврска странските трустови и правни аранжмани да запишуваат вистински собственик, односно собственици, доколку повереникот, односно управителот или лице кој извршува активности еднакви или слични како во членот 22 од законот, се стекнал со седиште или престојувалиште во Република Македонија, односно во име на трустот или правниот аранжман стекнал имот, односно воспоставил деловни односи со субјектите пропишани со законот или од денот кога добил единствен даночен број во Република Македонија согласно со закон. Оваа одредба треба да започне да се применува од јануари 2026. Централниот регистар на Република Македонија во согласност со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам го администрира регистарот на вистинските собственици, при што постапката на упис и издавање на информации е во согласност со правилник за упис на податоци и издавање на информации од регистарот на вистински собственици. Со цел обезбедување функционалност за упис на вистинските собственици на странските трустови и правни аранжмани, потребно е да се пролонгира рокот за упис во регистарот, односно да се одложи примената на одредбата до 1 јануари 2027. Значи, основна цел на овој предлог закон е само одложување на рокот за упис на вистинските собственици на странските трустови и правни аранжмани од 1 јануари 2027. Овој предлог на закон не предизвикува фискални импликации врз буџетот на Република Македонија и не повлекува материјални обврски за одделни субјекти. И конечно, согласно членот 175 алинеја 1 од Деловникот за работа на Собранието, имајќи предвид дека не се работи за сложен и обемен закон, предлагам овој предлог да се донесе по скратена постапка. Ви благодарам. И јас ви благодарам.